Слава на Господ. Насловот е зошто живееш, за кого живееш, имаш ли визија за својот живот? Значи, имаш ли визија за својот живот, како главно? Дали имаш визија за својот живот? Така може главниот наслов. Под наслови зошто живееш, за кого живееш. Сега, како да почнеме? Може ли да си замислите една убава, прекрасна нова куќа? И таа нова куќа, убава изградена, така, 2 ката, да речеме, колку 10 соби, внатре 2-3 купатила, на 2 ката и изградена на малце повисоко место на височинка. И убава куќа. Фасада убава, се убаво, нели? И вие со семејството треба да влезете таму да живеете. Нели? Супер, прекрасно, слава на Господ. Бог ви ја дава. Ама, вие немате клучеви за да влезете во таа куќа. И немате документ легален. Сте ја купиле, ама не ви дале легален документ дека е ваша својина таа куќа. И не можете да влезете, не можете да живеете. И тоа ве спречува. И сега, ваша е, стои, на височинка, осветлено од сонце, се е супер, ама немате легален документ. Нешто го спречило тоа, тој благослов да дојде во вашиот живот. Ни немате клучеви автоматски. Што ќе правите? Ќе влезете на сила во куќата? Да, не треба да влеземе на сила, треба да ги истераме работите како што треба, пред законот. Али проблемот е што тоа е мачење, што тоа е фрустрација, што тоа е многу болка, што тоа е многу страдање. Сега, знаете ли дека така се и некои христијани? Го имаат спасението во Христос, го имаат земено спасението во Христос, секако таа прекрасна убава куќа, осветлена убава куќа, со убава фасада, а не живеат за Христос, не живеат во благословите од Христос. Не можат да влезат во таа убава куќа. Имаат спасение, Господ им ја спасил душата, ама не можат да влезат во спасението што Господ им го дава реално во земскиот живот. Во спасението, во исцелението, во парите, во децата имање, во маж, жена, по Божја волја да се омажиш, ожениш. Не можат. Едно од најбитните прашања е зошто не можат да влезат во таа убава куќа. Мислам, во однос на било кој благослов, затоа велам куќа. Пошто еве, благословот може да биде маж, жена, деца, семејство, финанси и така натаму. Али зошто не можат христијаните да влезат? Затоа што немаат основниот клуч. Го немаат основниот клуч за влегување. Кој е основниот клуч за влегување во благословите Божи? Молитва. Не се молат христијаните. Значи христијаните не се молат. Доаѓаат само на служба и толку. Тоа е молитвата. Си одат дома, живеат светски живот и се враќаат пак следната недела на црква и пак ќе бидат малце охрабрени, малце подигнати, си одат пак дома, пак си живеат светски, просветски, со светски луѓе, со ова, со она и верата паѓа. И куќата никако не доаѓа во наше власништво. А прекрасна куќа Господ ти дал, прекрасно спасение со сето тоа, ама ти клучот не го потребуваш да отклучиш. Не е во твои раце, не си го зел. Законски не си го зел. Од Христос не си го зел, со молитва, клучот, за да ти дојде да ја отклучиш куќата. Или пак замислете го, например, еве за мажите, убава кола. И прекрасна кола. И супер кола. И таман ваша е, и таман да влезете да ја запалите колата и еве, со клучот, имате сега клуч, у овој случај, и ќе ја запалите колата, и колата не пали. И не ви е јасно зашто не пали колата. Колата тек сега купена, нова кола, тек сега купена. Сте ја купиле, а не пали колата.
И одите, ја дигате хаубата и колата нема мотор. Како ќе запали колата? А моторот на нашиот живот е молитвата, браќа и сестри. Ако сакате да влезете во благословите што Бог ги има за вас, молитвата е моторот на вашиот живот. И не само молење дома, мислам тука, него молење и дома во тајната соба. Молење на ромски, на македонски, на албански. Разбирлив јазик, тој што го зборувате, разбирливиот јазик што го зборувате. И плюс во јазици. Нонстоп молете се во јазици, посебно во јазици. Нонстоп молете во јазици, нонстоп молете во јазици посебно. Дури кога не молите на разбирлив јазик во јазици, можете постојано да молите. Еве пример, Злате ќе го кажам, Злате постојано моли во јазици. Слава на Господ за тоа. И ќе има плод. Иако сега може би некои го презираат и не е во видливото, ама ќе дојде денот кога тој ќе има плод поради тоа. И мнозина ќе бидат посрамени. Слава на Господ. Значи, како и куќата во која не можеш да влезеш да живееш, иако си дал пари за неа, но немаш документи, клучеви, така е и со спасението, реков. Откупен си со крвта Христова, но не го градиш тука на земјата, не се молиш, не влегуваш со молитва во благословите кои Бог ги има за тебе. Некои христијани се како колата, која што нема мотор. Да се молиш дома, не само кога ќе дојдеш во црква. Почни да се молиш и ќе почнат да се случуваат добри работи во твојот живот. Ако си се обесхрабрил, порано си се молел, ама сега си престанал. Ако си се обесхрабрил, сега е време да почнеш пак да се молиш. И ќе почнат добри работи да ти се случуваат. Ќе видиш, ќе почнат добри работи да ти се случуваат во животот. Бог ќе почне да отвара врати. Дефинитивно сум убедена дека сега е време за некои што се обесхрабрени да се задвижат со тој мотор. Во верата, во молитва да се задвижат. Дефинитивно сум убедена дека за таквите што паднале во верата, сега е времето да се задвижат во молитва. А порано биле во молитва и порано пребивале во Божјото присуство со молитва. И се обесхрабриле. А за оние што никога што не го направиле, исто нека почнат. Ќе видат како ќе почнат добри работи да ми се случуваат во животот. Како Бог ќе почне да им одговара на молитвите. Не пастор Борче да се моли, не да се моли некој од лидерите тука во црква, него ти сам ќе го измолиш тоа. Не ти да кажуваш колку потреба имаш и ајде на сите кажуваш колку ти е тешко, колку ти ова си поминал, колку ти она си поминал, него ти пред Господ ќе застанеш, што ти Бог се знае за нас. Се знае. И ќе ти го даде Бог, ќе го измолиш тоа. И знаете ли што не знаете, може би некој од вас? Ние го запознаваме Бог додека се молиме. Ние го запознаваме Бог додека се молиме. Ние растеме во Бог додека се молиме. Значи, луѓето што престанале да молат, престанале да го запознаваат Бог, Бог им е далеко, готово. Ни го познаваат. Се тргнало оно, завеса се поставила помеѓу нас и Бог. Значи, додека ние молиме, ние го запознаваме Бог. Растеме духовно. Бог ни се открива. Тој контакт, тој допир. Бог ни се открива кој е и што е. Например, во молитвата Отче наш, нема да ја читам, нели има во Матеј 6:10, има стих кај што вели, нека биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Нели? Нека биде волјата Твоја, Боже, како на небото, така и на земјата, во Матеј 6:10. Но кога ние велиме да биде Боже Твојата волја, всушност се сложуваме со Бог да на земјата се случи она што е Негова волја. Значи се сложуваме со Бог, но знаеме ли ние која е Божјата волја? Значи ние велиме Боже да биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата. Но знаеме ли ние која е Божјата волја за оваа црква? Знаеме ли ние која е Божјата волја за нашето семејство? Знаеме ли ние која е Божјата волја за твојот собствен живот? Што е волја? Што е волја? Волја е нешто што ти го спроведуваш на свој начин.
во дело, во животот, да речеме. Еве, и ти ако ја живееш својата волја, а не Божјата волја, ти си автоматски се одделуваш од Бог. И од благословите. И од молитвата, и од помазанието. Бог не е со тебе. Не оди со тебе Бог. Значи ти си во својата волја, а не во Божјата волја. Ама како да бидеш ти во Божјата волја? Како ќе пребиваш ти во Божјата волја, ако ти не ја знаеш Божјата волја за својот живот? Како? Значи, основното мора да имаш една визија, една глобална визија за твојот живот. Еден крупен кадар од филмот што Бог го има за тебе. Нели филмот даваат, како се викаат тие кратките трейлери, даваат и тоа поминува 5 минути трае. Ова е во филмот. Е така Бог као блиц ки ти го даде. Што треба ти во твојот живот да направиш? Тоа е визијата. Ако ти тоа не си го добил, ти не можеш да живееш Божјата волја тука на земјата за својот живот. Ако ти тоа не си го фатил во дух, од Господ, не си го примил по дух, не си го фатил, ти не можеш да ја живееш Божјата волја тука на земјата. Немаш визија, немаш план. Немаш план, ти не знаеш. Живееш од ден за ден. Па така ли треба ние да живееме од ден за ден? Што е живеењето од ден за ден? Тоа уствари како некој бродче, ќе го пуштиш на море, на океан, и тоа бродче само се лула, плови, а нема кормило, нема кормилар да го вози. Така е животот на некои христијани кои што немаат визија, немаат план, не им е откриено што Бог сака од нив. Крупен кадар. Не им дал трейлер, не им дал крупен кадар, визија не им дал. Што углобала? Нормално, детаљите постепено ќе ни се откриваат и на многу работи ќе наидуваме кои не ги разбираме. И секојаш ќе го прашуваме Бог, зошто Боже ова ми се случува, зошто ова? Но ти мора да го знаеш крупниот кадар, крупниот филм, главниот филм за твојот живот, што треба да одиграш тука на земјата. Твојата улога да ја знаеш. Твојата визија да ја знаеш, да не си како тоа бродче пуштено, кое што ветровите го носат натаму наваму според околностите што се случуваат во државата, според околностите што се случуваат во црквата, според околностите што се случуваат на било кој начин. Околностите ти диктираат што ти како да живееш. Утре за утре, денес за денес, некои христијани живеат само така, колку да поминат во животот. И на таков начин нема да ја исполниш Божјата волја. За својот живот, ски си го промашиш животот. Потенцијалот нема да го исполниш. Целиот потенцијал за својот живот. Значи, пак ќе повторам, што е волјата? Нешто што личноста сака да биде по негово. Значи, Бог сака да биде по негово. Твојот живот да се одигра во неговата визија што Бог ја замислил за тебе. По негово да биде, а не по твое. Да те лулаат ветриштата лево-десно како околностите што те носат. И затоа мора да ја фатите визијата по духот Господ. Вие што досега не сте ја фатиле. А вие што сте ја фатиле и сте залутале, време е да се обновите. Да се обновите, да се подигнете и да барате од Господ да ви обнови пак визијата и да ве управи Господ да одите по правиот пат. Вие што сте имале визија, а сте залутале. Колку од христијаните си го живеат животот по своја волја? Колку од христијаните се претопени во Божјата волја? Претопени? Малку. Малку, значи претопен да си усогласно со Божјата волја. Претопен си. Во тоа си. Во тек си со Божјата волја. Као во водата се пуштиш и тече. Ако си во Божјата волја, си претопен и течеш со Божјата волја. Мислам, така живееш. Дури и некои се плашат да се препуштат на Божјата волја. Се плашат. А Бог го има најдоброто за тебе. Се плашат некои дури. Ако се плашиш, нема да напредуваш. Нема да напредуваш. Ниту во овој живот, со Бог нема да напредуваш. Со Бог нема да напредуваш, ако се плашиш.
во овој живот, ниту во неговата волја. Ако се плашиш, нема да напредуваш, ќе напредуваш во светот. Ќе си живееш по своја волја, као светските луѓе. А колку е тоа спасението и колку си во спасението и колку влегуваш во благословите и колку зимаш од Бог по дух, нема да просперираш во Бог, ако не живееш во Божјата волја. 3 Јованова 1:2 вели: возлюбени, се молам со целата почит да просперирате и да бидете во добро здравје, како што вашата душа просперира. Значи, Божјата волја за тебе е да просперираш. Ова апостол Павле го вели. Да, Јован. Значи, Божјата волја е за тебе да просперираш. Дури вели, душата твоја како што ќе просперира. Значи, на твојата душа ќе биде убаво. Кога ќе си во Божјата волја, ќе почне да и биде убаво на твојата душа. Ќе се предобиш со Божјата волја и убаво ќе е. Ќе го оставиш светот, светското и тоаш ќе сватиш дека ти е убаво со Бог. Помазанието е со тебе, зар има нешто поубаво од тоа? Нема. Нема. Без оглед што мојот филм, што сум го имала као нехристијанка, не сум го одживеала. А каков филм има во главата? Уф, која да бидам? Не тука. Ама немаше вас да ве запознам. Ке бев кој знае каде, кој знае која, ама немаше вас да ве запознам. Ниту вие мене. Така, нели? Мојот филм, ако не го оставев. Слава на Господ за тоа. Слава на Господ. Слава на Господ за моето спасение. Слава на Господ за мојот живот и што сум спасена. Може и мртва ќе бев до сега. Не може, него секако. Без оглед на се тамо што као демек ќе ти даваат чест светот, ваква си, таква си, ова си, титула она, титула ова си, она си, ама чао. Како ќе просперираш во нешто во Бог, ако не ја знаеш Божјата волја за својот живот? Прашањето е. Значи, како може ти да просперираш во Бог? Како може душата да ти просперира, ако ти не ја знаеш Божјата волја за својот живот? Како ќе ти просперира душата? Како еве стихот ќе го прочитам? Возлюбени, се молам со целата почит да просперирате и да бидете во добро здравје, како што вашата душа просперира. Како ќе бидете во добро здравје, ако не ја знаете Божјата волја? Како ако се разболите, ќе оздравите ако не ја знаете Божјата волја за вашиот живот? Ќе ви излаже ѓаволот, ќе умрете. Ќе рече ѓаволот толку. Ти треба кај Господ да си отидеш. Знаете колку е он суптилен? Мене колку ми има така лажено. Ти готово треба кај Господ да си идеш. Па 3 месеци ми дадоа само живот. Може би за некој од вас начинот на кој што јас живеам сега, може би го презирате. Може би не вие кој знае што успешен и успех. Но јас знам дека пред Бог е успешен. Затоа што таму кај што бев и со 3 месеци што ми дадоа живот и што како тоа е голем успех. Начинот на кој што живеам и како и сум во Божјата волја. Затоа што кога Бог му рече на Бурче, пастор Бурче, уште тогаш дека не може Господ да ме излечи. Зошто не може? Рече, такви се околностите во Македонија, таква е црквата во Македонија. Мора да оди на операција. Значи, Бог му рече, не можам сега да ја излечам. Зборувам за чудо. Иначе Бог ме излечи, ме спаси, ми го спаси животот, ке бев мртва. Значи, ги разбирате ли, ако си во Божја волја, секојаш ќе сврти на добро. Без оглед, може би, што некои луѓе нема да разбираат. Ти ќе си во Божјата волја. Може би некои ќе те презираат. Нема да го разберат, ти толку им не умот, не плитки, површни христијани. Ама ти кога си во Божјата волја, тоа е твојата душа ќе биде задоволна. Нема да си раздразлив, нема да си сакаш постојано да се караш, се дразниш со луѓето, се луѓето ти се криви, се осудуваш, мажот ја осудува жената ја осудува мажот или така, или постојано она, нервози. Нема помазание Божјо ако не си во Божја волја. Во било која тешкотија. Немате деца? Презир доаѓа. Колкав презир од околината, од луѓето, оф. И кого ќе обвинуваш затоа што немаш деца? Како ќе успееш да го живееш тој живот додека да дојдат благословите?
Со тепачки, мажот, жената, криви се, тетките, старините, црквата, пасторите, се некој е крив. Мажот е крив, жената е крив. Не! Додека да се дојде до благословот, помазанието ќе биде тука. И ќе стои Бог, ќе ве охрабрува и охрабрува и охрабрува да продолжите да верувате, да продолжите да се молите, да не престанувате. Без оглед колку и да доаѓаат напади, па дури и преку христијани. Браќа, сестри, што е за жал тоа најлошото и тоа се најтешките напади. Силена Джезабела во духот. Многумина христијани не ја знаат Божјата волја за својот живот. Го живеат животот препуштени на околностите. Дај што даш. Живеат како едно бродче, реков, оставено на море. Тие христијани не ја знаат Божјата волја затоа што немаат визија за својот живот. Изреки 29:18. Без откровение од озгора народот е нескротлив, а кој го пази законот блажен е. Значи овде вели откровение. И се мисли на какво откровение? Божие откровение. Значи вели без Божие откровение од озгора, да имаш откровение Божјо за својот живот, вика народот е нескротлив. Значи народот е нескротлив, вели, а кој го пази законот е благословен. И сега во друг превод, вели, без, еве ќе прочитам, во друг превод имаше, каде нема откровение пророчко, народот се разуздува. Значи овде вели нескротлив, овде вели се разуздува, исто тоа е. Се разуздува, а кој го пази законот е благословен. А во некои преводи, еве на англиски беше, каде нема вели визија, народот се разуздува. Значи пророчко откровение е еднакво на визија. Значи ти мора да имаш пророчко откровение за својот живот, визија за својот живот. Еден трейлер, како што рековме, нели? Еден филм, глобален филм, каков треба да биде твојот живот. Што се ти треба во овој живот да исполниш. И ако немаш визија, ако не си го прашал Господ, што е тоа твоја визијата за твојот живот, време е да го прашаш. Господе, која е твојата визија за мојот живот? Што ти сакаш, Господе, јас да исполнам во овој живот? Зборувај ми, глобалниот план, што го имаш ти за мене? Глобалната визија. Дај ми го тој филм да го видам. За да одам во тоа, Господе, дај ми го. Оти ако не го видиш, ќе живееш ден за ден, како тоа бродчето што реков, ваму таму, онаму. И разочарувања, и битки, и страдања, и така. Што е пророчко откровение за твојот живот? Тоа е визијата, како што го реков. Визија како да го живееш животот. Кон што да се стремиш за Бог во животот? Што да постигнеш додека си тука на земјата? Што да постигнеш додека си тука на земјата? Значи што? Имаш ли ти визија, план за својот живот? Дали си ти во Божјата волја? Оти Бог рече, нека биде Божјата волја како што е на небото, така и на земјата. Ако на небото, кога Бог те создал, направил волја за тебе, таа волја треба да биде и во твојот живот, така? Ти да ја манифестираш на тука на земјата, во својот живот, да ја манифестираш Божјата волја. Кога Бог на небото, како е на небото, така да биде и на земјата. Значи, како Бог намислил својата волја за твојот живот на небото, тој сака ти тука на земјата така да ја исполниш. Ама ти нема да можеш да ја исполниш ако немаш визија за својот живот. Или си велиш, па што ќе биде со мојот живот, нека биде. Нека има леп секој ден, здравје така да протуркам. Така? Ма да има стихови, нели, доволно е злото на денешниот ден, не мисли на утре, ама тоа се мисли на поинаку, да не се грижиш, да не си оптеретен со тоа. Али ти мораш да имаш визија, волјата Божја за твојот живот, да ја знаеш, глобален, крупен план, зашто си повикан тука на земјата. Зашто си повикан? Оти секој од вас има повик. И секој од вас ќе одговара пред Господ за тој повик.
Можеби, нема да сте проповедници, еве тука, вака, можеби, но тоа не значи дека сте помалку битни. Вие ќе одговарате пред Господ за планот, за Божјата волја, за вашиот живот, што Бог ја има за вас. На небото тој веќе зацртал своја волја за вас. Мора да исполните вие тука на земјата, која ве создал. Кога ти велиш, Боже, да биде твојата волја во мојот живот, ти всушност влегуваш во планот, визијата што Бог ја има за твојот живот. Да биде твојата волја, Боже. А тоа значи Божјиот план, визија, да се оствари во мојот живот, во моето семејство, во мојата кариера, бизнис, образование, што ли да е тоа, нека биде Божјата волја, во поле на брак, маж, жена, Боже, нека биде твојата волја, а не мојата. Значи, бираш се што правиш, бираш со Бог. Не ја спроведуваш својата волја, него Божјата волја. Значи, имаш визија, како би биле работите, што би биле, кого да избереш тука на земјата, што работа да избереш, што дечко да избереш, за да ти биде маж, како да направиш, според тој глобален план, и после ситниците молиш. Тука таму Бог ќе те придвижува. Нормално, кормиларот, нели е Светиот Дух? Светиот Дух те води и ти се движиш во животот. Ама ако немаш визија, ти немаш кон што да се движиш. Немаш. Ке избереш дечко кој што не е за тебе. Ако немаш визија, било кого ке избереш. Што сега моментално мислиш дека е за тебе и ти се допаѓа. А ти може би си повикана за нешто надпросечно. А ти бираш живот со некој си подпросек дечко. Зошто? Или девојка, си се подценил човеку. Бог толку те вреднува високо, над просек ве вреднува Господ, а вие бирате работи во овој живот, бирате кариера, работа под просек. Дечковци, мажи, жени, бирате под просек. Зошто бирате под просек? Зошто толку малку се вреднувате? А Бог ве вреднува над просек. Значи, вие имате ниско мислење за себе си. Зошто имате ниско мислење за себе си? Бог ве вреднува, а вие имате ниско мислење. Затоа што не сте се преобразиле во Божјата волја. Не сте се трансформирале. Си го влечете телото. По тело си влечете се уште ромска култура, албанска култура, македонска култура. Си влечете под просек. Мајка ти, татко ти како биле, па како, они така и јас. Ние роми сме, шо сега? Шо има разлика, ние туку шутка живееме. Не живеете вие во шутка. Вие живеете во Божјото царство. И ако живеете во Божјото царство, ќе постапувате како граѓани на Божјото царство, како амбасадори на Божјото царство, а не како вашите комши и како вашите роднини. Вие сте поинакви. Не се подценувајте. Ако Бог толку ве вреднува, ако Исус ја пролеа својата крв на крстот на Голгота за вас, а вие се подценувате, ќе бидете судени за тоа. Се подценувате, луѓе, браќа, сестри. Немој да избереш дечко кој што е под просек за тебе, што не ти одговара. А ти, Бог те вреднува над просек. Да живееш еден надприроден живот со еден дечко кој што е во совршената Божја волја, кој што е сестран. А те бираш шовинист. Реков јас на Фейсбук што е шовинизмот. Шовинизмот е една страна на Джезабела кај мажите. То баш на Фейсбук го напишав. Кои мажи се шовинисти? Тие што имаат дух на Джезабела. А кои жени се манипулаторки? Тие што имаат дух на Джезабела. Слабоста кај жените, кај што духот на Джезабела ги користи, е манипулација, а кај мажите е шовинизмот. Значи Джезабела најчесто мажите ги користи во шовинизам, да ги обезвреднуваат жените, као жените да мек се една класа пониско од нив. Не се. Се е во Христос исто веќе. Исус го скрши тоа проклетство на крстот на Голгота. Не важи веќе тоа, браќа, сестри. Исти сме во Христос. И мажи и жени. Така да шовинизам долу тука во оваа црква во име на Исус Христос од Назарет. Тоа не е од Христос. Тоа е од Джезабела. Тој дух на Джезабела кој проповеда во центар, семинарот.
А па жените, манипулацијата долу во име на Исус Христос од Назарет. Тие се сили на Джезабела. Мислам, најјаката страна која што кај жени најчесто го користи тој дух на Джезабела. Ако не е Божјата волја во твојот живот, ти не можеш да го оствариш Божјиот план за својот живот. Ти си како разуздан конј. Ти си како разуздано животно. Коњите, например, еве, разуздани коњи, колкава снага имаат, колкава сила имаат, така? Ама ако се разуздани, ај впрегни ги во кола да влечат колата, ај впрегни ги. Диви коњи, разуздани. Не можеш. Така да еве го стихот вели, без откровение, без визија од озгора, народот е разуздан. Значи, без визија, Божи луѓе, Божи народе, вие сте разуздани. Вие сте како тој конј, што не може да се впрегне во колата да влече. Не е битно колкава сила има, не може да го... Значи, не е корисен. Разуздан, не е корисен. Така и вие не сте за Бог корисни. Без визија да имате, вие не можете Божјата волја да ја исполните. Разуздани сте. Ве влечат похотите, околностите или похотите на овој свет. Сега ќе спомнам, пак нема да читам, али во прва Мојсеева, во прва глава, знаете Бог како се создаде, нели? Прво вели, нели, Бог кога ги создаваше, најпрво ја создаде темнината, светлината, денот и ноќта ги создаде. Потоа ја создаде водата, тоа значи океаните, морињата, езерата, па небото, земјата, тревата, дрвјата, сонцето, месечината, звездите, животните и се создаде со збор. Кој беше тој збор? Нека биде. Нека биде беше тој збор, така? Нека биде светлина и биде светлина. Значи, нека биде. Се во ова Бог рече и стана. Значи, ги раздели ден и ноќ. Али се беше создадено со збор. Тоа ми е поентата, се беше создадено со збор. Значи, се создаде со збор. И кога ги раздели, како ги раздели? Со збор ги раздели. Значи, ги раздели со збор. Тоа ми е поентата. Се што создаде со збор. Нека биде. Али вели во прва Мојсеева 2:7, ај, кој ќе го прочита, ако имате отворено или немате отворено? Ај, јас ќе повторам. Океј, прва Мојсеева 2:7. Али во прва Мојсеева 2:7 вели, а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Сега, замислете го ова, Бог се создаде со збор, а се симна на земјата, зеде прав земен и го со своји раце, што се вели, го создаде човекот. И гледате разликата? Значи, се останато Бог создаде со збор. А човекот го зеде и го формираше од кал, од прав земен. Го формираше и му вдахна дух, вели. Значи, не беше он создаден со збор. Он беше создаден од Божите раце формиран и му беше вдахнат дух. И што зборува ова? Бог имаше контакт со човекот. Бог имаше допир со човекот. Што зборува ова? Дека Бог сака да има допир со нас. Значи, Бог сака својата волја да ја исполни во нашите животи. Визијата своја да ја исполни во нашите животи. Значи, голема разлика е, луѓе. Браќа, сестри, помеѓу нас и животните е голема разлика. Нас не создаде Бог со своји раце, а нив ги создаде само со збор. Зошто? Затоа што сака да комуницираме со Него. Затоа што сака да општиме со Него. Затоа што сака Неговата волја да ја исполниме тука на земјата. И уште повеќе, тој кога го создаде човекот, тој вложи во него план. Тој вложи во него визија. Тој го вложи сето ова во човекот. Само гревот е тој што не одделува од визијата. И да сме слепи и да не ја бараме Божјата визија, ниту да не ја знаеме, на некој дури не му ни текнало животот христијанин дека има визија за него. Он мисли,
Јас сум спасен и толку, и ќе си живеам ден за ден. И кај Господ ме води, а уствари не го води Господ. Да, околностите го водат. Најчесто околностите го водат. Значи, единствено само со човекот Бог имаше допир. Контакт. Се друго создаде со збор. Значи, човекот е нешто посебно. Значи, Бог со човекот сакаше да има контакт. Со тоа покажа дека има план за човекот. Бог ја стави својата волја во човекот. Бог не допираше додека не правеше. Додека го правеше лицето, носот, устата, тој не допираше. Допир. Да направиш нешто од глина, допираш. Еве сега, например, замислете го тоа. Има ли разлика, например, меѓу да плетен шал некому да му поклониш или джемпер, да го сплетеш и да го купиш и да му го поклониш, машински? Има. Во тоа што го плетеш ти вложуваш. Труд вложуваш и мисли, и време, и волја, и мислиш додека го плетеш. Тој на еден начин и ја благословуваш особата. А кога е машински, окей, тоа е благослов. Нели, ќе го купиш со пари, тоа е благослов. Слава на Господ и за тоа. Ама сепак има разлика. Значи, Бог го допираше човекот додека го составаше. Значи, затоа велиха, нели, странците посебно, кај нас може не се цени толку, ама странците велат, нели, рачно изработените работи, тие многу ги ценат и многу скапо ги плаќаат. Дури велат и као, handmade, ова ги вреднуваат, ако е нешто рачна изработка. Прстен дури некој рачна изработка, леле колкава цена има, некои што се така серијски прстени, машински праени, поевтини. Ако па не изглед се исти, горе-доле. Така и Бог нас не создаде рачно. Вреднувајте го тоа. Со своји раце. Значи, додека го создаваше човекот, Бог планираше што човекот ќе прави. Имаше план за него. Ти додека нешто плетеш или шиеш или било што правиш, ти имаш план што ќе биде со тоа. Планираш, така и со човекот. Додека Бог го создаваше, имаше план. Само ваше е, мои браќа и сестри, и наше е, тоест, тоа важи и за мене, да го откриеме тој план, таа визија за нашиот живот. Оти планот и визијата не е само за тие што имаат повик да проповедаат и мисионери да се. Вие така мислевте некои? Во секој стави план, желби, соништа за животот. Стави дел од себе, ја стави својата волја во човекот. Не направи како него, визионери. Значи, Бог е визионер и ние сме визионери. Да создаваме, да оствариме неговата волја. Но кај некои луѓе ова спие затоа што никогаш не помислиле дека Бог има план за нивниот живот. И по правило луѓето се многу пасивни. Тоа има и статистички податоци, пасивни се. А и христијаните. Значи сме пасивни и затоа не ја бараме Божјата волја, Божјата визија за нашиот живот. Кој смисол? Пасивен. Пасивноста преовладува и ѓаволот го користи тоа против нас. Некои луѓе живеат онака како што е модерно моментално во општеството. Значи живеат според околностите, а не според Божиот план за нивните животи. Ти може би молиш, нека биде твојата волја, Боже, но никогаш не си открил која е Божијата волја. Значи, кога молите, Боже, нека биде твојата волја во мојот живот, почнете и да молите, откри ми ја, Боже, твојата волја во мојот живот. Оти ти, ако молиш нека биде твојата волја, не знаеш која е Божјата волја, ти нема да знаеш да ја спроведуваш. Например, сега е мода на бизниси. Ајде сите во бизнис. Сега е на мода сите да студираат менаџмент. Ајде сите менаџери ќе бидат. Сега е на мода сите да нешто прават, еве, во црква, помодарство, сите проповедници да бидат. Ајде сите проповедници биле повикани. И тие што треба и што не треба, си мислат. Значи, немојте да следите што е моментално во мода, што прават луѓето. Или околностите што ви налагаат.
Прашајте го Господ за визијата за вашиот живот, што Бог има за вас. Макар колку и да е за презир тоа и отфрлено во човечките очи. Еден ден ќе бидете издигнати во Бог, па дури тука на земјата. И не само тоа, ќе ви се остварат сите желби, ќе ви се остварат сите соништа, ќе ви се остварат сите се она што молите, ќе ви го даде Бог, што ви фали во животот и што ви треба. Па погледнете ја цела Библија. Кого од Божите луѓе Бог остави? Не му ја чу молитвата. Зар на Ана не и даде деца? Зар на Аврам не му даде син? Кого од Божите луѓе Бог остави? Што го следеа? Зар на Рут не и даде маж? И дете? А вдовица беше душичка презрена. Се влечкаше по нивите, собираше остатоци. Па што ако сте презрени моментално? Бидете во Божјата волја, пребивајте. Еден ден Бог ќе ви издигне. Ама нема да може да пребивате во презирот од луѓето ако вие не знаете која е Божјата волја. Ќе не можете тој презир да го издржите, браќа, сестри. Нема да имате сила. Ќе се свртите и ќе бидете водени како околностите ве водат. А не, јас сакам на функција да сум оти тоа ценето. Нема да можете презирот да го издржите, ви кажувам. Ако вие не ја откриете Божјата волја, тој презир нема да можете да го издржите, ќе се разбунтувате. Против Господ, против луѓе, против вашиот живот, што го имате со Христос. Зошто толку вие сте угнетени? Значи, единствено само да го издржите презирот на овој свет. На овој свет што доаѓа против нас. На ѓаволот што доаѓа против нас. Да знаете визијата што Бог има за вас. Само така ќе можете да го издржите. Целиот тој презир, таа тежина. Ви кажувам, еве од искуство. Оти тешко ќе биде. Мора да ја откриете визијата за вашиот живот, што Бог ја има. Ако немаш визија, зошто немаш? Затоа што не си ја предал својата волја на Бог, за да Бог ја стави својата волја во тебе. Значи не си ја предал. Ти не си ја предал својата волја на Бог, за да Бог ја стави својата волја во тебе. Значи затоа немаш визија. Време е да почнете да го барате Бог, да ја предадете својата волја на Бог и тој да стави визија. Инаку нема да ви даде Бог визија. Ако вие не ја предадете својата волја на Бог во целост, не зборувам јас тука, за денес, за утре. Не, во целост. Бог нема да ви го даде трейлерот на вашиот живот, крупниот кадар. Нема. И пак ќе живеете ден за ден, утре за утре, што ќе ви дојде? Лапни голтни. Дај што даш. То не им личи на христијани. Така живее светот. Тоа е за наш срам, браќа, сестри. Не е за наш благослов. Нема да сме со Господ. И чак што више, и затоа ќе не газат. Што ќе им дадеме ние на светот, кога ние не сме успешни? Што ќе ме понудиме? Какво светот што јас ќе понудам, ако јас не сум поминала цел презир, ако не сум имала визија, ако не сум испливала? Што ќе понудам? Што ќе дадам? Ако јас сум забегала од Господ во бунт, во гнев, во ова, во она. Да, бунт, гнев ќе понудиш. Така ќе ги учиш и светот. Нема визија. Значи, положи ги старите пријателства. Оставете ги старите пријателства со светски луѓе. Време е веќе. Да ги оставите светските пријателства. Време е веќе. Да се фатите здраво за Господ и да ги оставите светските пријателства. Распнете ги. Ставете ги пред олтарот Божји. Положете ги роднините пред олтарот Божји. Роднините положете ги. Не држете се за роднините повеќе. Положете ги. Као што пред 2 недели Злате кога проповедаше на некои роднините му им се побитни него ли браќа, сестри во оваа црква. Положете ги роднините, за да ги добиете благословите Божји. Положете ромската традиција. Нема ромска традиција. Нема македонска традиција. Ако јас сум можела да ја положам македонската традиција, вие можете да ја положите ромската традиција. Јас се извинувам, ама тој што вели, ама не може, ние сме роми, тука живееме во шутка, не може. Јас се извинувам, то не важи.
да се засрамите вие што така зборувате. Ако јас сум можела мојата македонска традиција, ако јас сум можела моите светски пријателства и контакти да ги оставам и се да оставам, вие не можете? Можете. Положи ја твојата волја за пари, за бизнис, положи ја твојата волја за твоите деца. Па дури за децата. Немојте на децата да им наметнувате да живеат нешто што Бог не сака да го живеат. Бог ќе ги води во животот. Немојте вие светски стандарди да им налагате, ама ние ромите тука така живееме, татко, мајка, сите одеднаш заедно. Кој ве научил така традицијата? Зошто? Од кај таа традиција така? Кој ја измислил? Ромите. Па ромите се цареви, Господ само со нив е. Или Господ некого може да извади да живее сам со жена му. И да прави и да свое семејство да си има. Не значи дека сите ќе излезат, може некој Господ и ќе го води да живеат со родители. Ама немојте вие да ги контролирате децата, ако децата одлучиле, го бараат Бог и одлучиле да излезат да не живеат со родители повеќе. Ромска традиција, тоа ли ќе се следи? Ако одлучиле. Значи сето ово положи го на Божиот олтар, за да Бог го вложи во тебе својот план, својата визија за твојот живот. За да тоа мртвило, таму кај што нема визија има мртвило. Затоа има мртвило во вашите души. Затоа има мртвило. За да тоа мртвило си отиде. Мртвило, дошло мртвило, нема визија, мртвило. И дојде животот, воскресението Христово во твојот живот. Ако немаме визија за својата иднина, нашите животи остануваат безкорисни. И чекаш ли, да ве прашам вака сега, чекате ли да некои работи од сами од себе се случат? Нема да се случат. Нема, никогаш. Никогаш. Или притискате како Аврам. Аврам без никаква основа за надеж. Аврам беше безплоден на стари години. Немаше никаква надеж. Без никаква основа за надеж тој поверува дека ќе биде татко на многу народи. И му битна. Значи, кога немате никаква основа за надеж во човечкото, тогаш осмелете се да поверувате. Тогаш осмели се да поверуваш, кога нема никаква основа за надеж во човечкото. Осмели се. Осмели се да поверуваш. Нема никаква основа надеж, никаква надеж во човечкото. Основна надеж нема. Тогаш осмели се да поверуваш дека Бог ќе ти го даде тоа што го бараш. Тогаш осмели се. И тоа е тоа што Бог го сака. Тоа е тоа што Бог го цени. Тоа е тој надпросечен живот што Бог го има за тебе. Тој надприроден живот што сака да го живееш. Тоа го замислил Бог за тебе. Земи го, зграбчи го. Барај го. Поверувај му. Го има, ќе ти го даде. Сака да ти го даде. Само поверувај му. Без никаква основа за надеж. Бог сака да живееме еден надприроден, надпросечен живот. Не да живееме просечен ромски живот, просечен македонски живот. Како мајка ми така и јас, како тетка ми така и јас, како роднините така и јас, просечен. Во Македонија така се живее. Не се живее така. Ние не сме од Македонија. Ние сме од Божиото царство, луѓе, браќа и сестри. Ние треба да живееме еден надпросечен живот. Надпросечен живот. Надприроден живот, нешто што е надвор од рамките на околностите, надвор од рамките на се што е околу нас. Осмелете се да живеете таков живот. Осмелете се. Ќе ве води Светиот Дух. И ќе кажам уште нешто и ќе се молиме. Бог не испланирал за тебе да имаш просечен живот во областа на семејството, во областа на маж и жена, во областа на децата. Слушате? Бог не испланирал за вас да имате просечен живот во областа на семејството. Бог не испланирал за вас да имате просечен живот во област на дечко, девојка, маж, жена. Бог испланирал надпросечен живот за вас. Надприроден живот за вас. Зошто се сложувате да живеете понизок живот од она што Бог ви го дал? Зошто? Зошто
Зошто не се осмелите да му поверувате на Господ, да го живеете тој надпросечен живот? Зошто не се вреднувате? Бог толку ве вреднува, а вие не се вреднувате. Осмелете се да се вреднувате во Господ. Осмелете се да живеете еден надпросечен живот. Не прифаќајте некој просечен дечко, девојка, за маж. Не прифаќај девојка која што не е христијанка, под просек на христијанка дури. Која што не е ревностна христијанка, зборувам. Немој никако тоа да го прифатиш. Затоа што ако го прифатиш, не се вреднуваш себе си како што Исус те вреднува. А Он те направил да се вреднуваш. А ти си ги снизил стандардите долу. Бог вели, ќе ти дадам деца, ќе те излечам, а ти па сега баш не знам баш, кај другите некој тоа било така, ама за мене може не важи. Како може за тебе да не важи? Ко цела Библија тоа го вели, како може да не важи за тебе? И за тебе важи. Ако важеше за јунаците на верата, важи и за тебе. Чудата важат и за тебе. Не се осмелувај да прифатиш нешто што е помалку од чудо во твојот живот. Ако ти треба чудо. Вреднувајте се, Исус ве вреднува. Бог ставил визија во вас, Бог ставил. Земете го тоа во духот, зграбчете го, кажете му фала. Фала ти, Исусе. И продолжите да му кажувате. Од кога сте го зграбчиле во духот, сте го зеле. Оти додека да го земеме, нели прво молиме. И кога ќе измолиме нешто и кога доживуваме дека е измолено, после му викаме фала ти само. Господе, фала ти што ќе се манифестира. Ќе се манифестира после некое време тоа во нашиот живот. Физички зборувам. Јас така, кога се молев за маж, молев, и кога доживеав, дека Бог веќе ми го дал, после тоа веќе не молев, не плачев, не рикав, што се вика, се што нели што прави човекот во човечкото. И после тоа само му вика, фала ти, Господе, што ми даваш маж, фала ти што имаш маж за мене, само као благодарност понатаму. Ама знае, во духот го фатив, го измолив. Така да вие осмелете се да го измолите тоа. Осмелете се и кога ќе го измолите, ќе знаете. И тоа само ќе продолжите да му благодарите на Господ. А инаку Бог го има тоа за тебе. Го има. Он го има тоа. Надпросечен живот, надприроден живот. А вие само не се вреднувате и затоа не си ги земате благословите. Значи Бог не планира во твоите можности. Тој планира по своите можности. Не по твоите. По своите можности Бог планира. Тој знае колку телесно ти можеш сам, но тој знае и колку ти можеш со Него. Затоа сака да бидеш со Него. Тој сака да ти ги даде своите соништа визии. И додека живееш во својата телесна визија, или во визијата на непријателот, значи кога не си во Господ, еве си живееш телесна визија, нешто си имаш ти спланирано во умот, а тоа е од ѓаволот, или од телесното, генетика телесна, нели, од родители, предци, и си го живееш тоа, ти уствари не можеш Божјата волја да исполниш. Значи мора да се преместиш, мора да се шифтуваш, од тука да дојдеш, или да смениш насока. Вака. Мора да направиш и то драстична промена, за да си во Божјата волја. И не може Духот да те води, ако не си во Божјата визија, Светиот Дух. Ако си во Божјата визија, тој ќе исполни се за твојот живот, што ти ветил. И така. И сега сакам да кажам дека ние како нација, например, тој дух на апатија, малодушност, на пасивност, на непробивност, немање визија, може некојаш како цели нации да ги опфати. Ние како цела нација Македонија, како нација е во тоа. Значи самата нација Македонија ради цело време ради тоа што државата и ние во таква состојба каква што ние и во транзиција ние со години, целиот македонски народ е во пасивност, е во апатија, е во депресија, нема визија, нема ништо. Ден за утре само живее народот. Али сакам исто да ви потенцирам дека
ромскиот народ генетски има такво проклетство врз себе си посебно. Значи Македонија има како Македонија ради ситуацијата такво проклетство врз себе си. Ама ромскиот народ има некој посебно такво проклетство на апатија, на малодушност, на немање визија, на живење ден по ден и така. Дај што даш. И сега сакам да ќе ве водам во молитва прво да се покаеме во име на македонци, роми и албанци, сите што живеат во Македонија. И посебно као роми да се покаеме, нели, ќе ве водам во молитва, за тоа што не сме имале визија и што не сме биле во Божиот план, за целата таа апатија е нешто рамнодушност. Значи рамнодушност кон Бог. Рамнодушност кон Божјата визија, рамнодушност кон Божјите планови. Да се покаеме кон тоа, мислам за тоа, ќе ве водам во молитва и после тоа ќе застанеме, ќе го скршиме тоа проклетство на немање визија за Македонија и за ромскиот народ. Важи? Сега ќе повторувате по мене. Прво во јазици ќе молиме малку, па така после ќе ве ора шандара да красандара да бара шандара да красандара да бакра шиндри да красандара да бакра сандра. Господи, те славам за ова слово што ми го даде вечерва, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Боже, јас те молам да го излееш Твојот Свети Дух сега врз овој народ, Господи. Твојот благослов што Ти го имаш испланирано, она што јас знам, она што верувам дека сакаш да им го дадеш на овие луѓе, Боже. Ти толку многу имаш да им дадеш на овие луѓе. Верувам, Боже, верувам дека имаш повеќе за овие луѓе, многу повеќе од што можат да замислат, Боже Исусе Христе. А Тие, Боже, не го земаат тоа, Боже. Не се вреднуваат, не се ценат, Господи Исусе Христе. И јас те молам, Боже, јас те молам сега, Господи, да ги надвишиш нивните стандарди, Боже, на вреднување и на ценење на самите себе си. Да видат, Боже, да те видат Тебе колку ги вреднуваш, да видат визијата за секој еден, Боже. Визијата за секој еден, што Ти имаш за него, Боже, во животот. Што Ти имаш за него во животот. Секој поединечно што има. Да, Господе, те молам. Да, Господе, на секој поединечно зборувај му, Боже. И тука, Боже, дома која ќе си отидат, Боже. И дај им сила, Боже, да ја бараат Твојата волја. Дај им сила да ја бараат Твојата визија, Боже. Дај им, Господе, дај им визија, Боже, за животот. Дај им визија. Те молиме, Татко, во име на Исус сега, Боже. Да, Господе, те славиме, Боже. Сега повторувајте по мене. Господи Исусе Христе, и станете. Доаѓам пред Тебе и се каам, Господи Исусе Христе, што не сум имал визија за својот живот од Тебе, Господе, и што не сум ја следел Твојата визија за својот живот, Господи Исусе Христе. Прости ми што сум паднал во верата и што воопшто не сум помислил дека Ти имаш визија за мојот живот и дека ме цениш повеќе од што можам да замислам. Јас се каам, Исусе, прости ми за тоа и очисти ме, Исусе, преку Твојата света крв од овој грев. И јас сега те молам Твојата визија да ја ставиш во моето срце, за да ја исполнам Твојата волја за мојот живот. Од инаку не можам. И Господе, јас сега те молам да ми простиш што како македонец, ром, албанец, сум го зел, Господи Исусе, тоа што не е од Тебе, сум го примил и сум живеел во визијата на тој народ, а не на Твојот Божи народ. Прости ми, Исусе Христе. И очисти ме, Господе, преку Твојата света крв. И Господи Исусе,
Јас те молам, прости и на Македонија, и на овој народ, за сета апатија, рамнодушност, и за тоа што нема визија, Господе. Прости му на овој народ. За Тебе што нема визија, Господе. И очисти го, Исусе, преку Твојата света крв. Прости му на ромскиот народ, Исусе, и на секој друг народ во Македонија. Што нема визија за Тебе и живее ден за ден, а не за Тебе, Исусе. Прости, Господе, прости го овој грев. Да, прости му, Исусе, на ромскиот народ, што нема визија и немал визија порано за Тебе, Господе. Прости му и очисти го, Исусе, преку Твојата света крв. Јас сега се каам во име на ромскиот народ, што немал визија за Тебе, Господе, и во Тебе. И прости го овој голем грев. И очисти на, Исусе, преку Твојата света крв од овој грев. Во име на Исус, Отче, нека биде, амен.